Истрага за 11 лица за злоупотреба на тендер за набавка на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино отвори обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Во фокусот на истрагата е фирмата РКМ, која го добила тендерот и нејзините сопственици Радко Капушевски и Ерџан Сулковски. Во периодот на 2021-2023 година двајца осомничени во својство на основачи и управители на кривично одговорното правно лице, свесно повредувајќи ги прописите за постапката за јавен повик за набавка на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино, поднеле невестинита документација. Со намера да го изиграат договорот, не ги извршиле обврските и ги повредиле правилата, остварувајќи корист од големи размери за кривично одговорното правно лице, а на штета на државниот буџет во вкупен износ од 10 милијарди 304 милиони 324.094 денари или околу 167 милиони 549.985 евра. Меѓу осомничените е и собственикот на Пуцко Петрол, Асмир Јаховски, син на пратеникот на ДУИ Исмаил Јаховски. Сулковски е поранешен вработен во Пуцко Петрол, а потоа стана еден од собствениците на РКМ заедно со Капушевски. Во истрагата е офатен и екс-директорот на ИСМ Васко Ковачевски, кој е во бегство и се бара со меѓународна потерница за случајот Адитив. Офатен е и уште еден поранешен директор на ИСМ, Адријан Муча, кој е во притвор за истиот случај. Парите од кривичното дело осомничените ги пуштиле во промет, промениле и пренеле на друг со цел да се прикрие изворот на потеклото. Со дел од парите купиле 2 мерцедеси, дел ги трансферирале на своји сметки во разни банки, а потоа ги подигале во готовина. Бил подпишан и анекс со РКМ и биле префрлени над милиони евра, а потоа парите еден од осомничените си ги префрлал како позајмица на фирмата РКМ. Претреси беа извршени на повеќе локации во Скопје, Битола и Кичево. Во рамки на акцијата лишени од слобода се 11 лица, едно лице е недостапно за органите на прогонот и едно е со мерка притвор. До сега од извршените претреси пронајдени и одземени се документација, 5 мобилни телефонски апарати, околу 1500 парчиња амуниција од различен калибар, 2 пиштоли и 3 патнички моторни возила. Истрагата е за злоупотреба на постапка за јавен повик, доделување на договор за јавна набавка или јавно-приватно партнерство, како и за кривичното дело перење пари.